Добар ден на сите правачиња, јас сум наставничка Марија и денеска ќе ви одржам час по македонски јазик. Овој час е предвиден за интерпретација на една народна приказна, која што сами ќе откриете како се вика. Кој се цели на овој час? Ученикот да се запознае со поимот народна приказна, да се оспособи за слушање, разбирање и доживување на содржината и пораката од текстот, да определува ликови, тек и редослед на настаните во текстот, да предвидува, дава заклучоци и да учествува во дискусии. Што ќе биде потребно за денешниот час? Само тетратката по македонски јазик, училишниот прибор и секако ушите за слушање и главата за мислење. Почнуваме. Да научиме прво што е тоа приказна. Бидејќи ви кажав дека ќе учиме приказна. Приказна е краток расказ за некои измислени личности или настани што се пренесуваат од колено на колено. А што значи тоа од колено на колено? Ете, например, мојата баба ми раскажувала приказни. Нејзи раскажувала нејзината баба. Јас тие приказни им ги раскажувам на моите деца. Тие пак ќе им ги раскажуваат на нивните деца и се така ќе се пренесуваат тие приказни од колено на колено. Приказните кои што се измислени од некој непознат автор се викаат народни приказни. Вие знаете дека кога учиме некој текст што го знаеме авторот, неговото име стои под текстот. Меѓутоа, понекогаш приказните потекнуваат од некој автор што не е познат, и затоа ќе кажеме дека тие се народни приказни. Денеска учиме народна приказна која што потекнува од Русија, од некој човек од Русија што ја измислил и се вика како ќе откриеме со гатанки. Питомо или диво со кожувче бело сиво. Сака да си делка, морковче и зелка. Погодивте ли што е ова? Така е, зајак. Во шумата е ѕверка главна, со Итрина стана славна, сите ја викаат Итрица. Погоди, таа е лисица. Има пердови во разни бои, по цел ден на две нозе стои. Наутро со песна сите ги буди, кога рана зора се руди. Кој не буди? Така е, петлето. И сега го откривме. Што имаме во приказната? Зајакот, лисицата и петлето. И ајде да ја слушнеме. Зајакот, лисицата и петлето. Си биле една лисица и едно зајаче и еден ден лиска му рекла на зајачето: ајде, зајаче, да направиме две кукички, една до друга и да живееме убаво како вистински пријатели. Добро, лиске, се согласило зајачето. Зајачето собрало кора од дрвја и си направило дрвена кукичка, а лисицата направила кукичка од мраз. Еве ги нивните кукички. Дошло пролет, огреало сонцето и кукичката од мраз, што? Така е, се стопила. Останала лиса без куќа. Затоа отишла кај зајачето и го замолила: те молам, зајаче, пушти ме да преноќевам во твојата кукичка. Зајачето се сложило и ја пуштило лисицата да преноќева во неговата кукичка, а таа си седнала до огнот и силно викнала: што стоиш тука? Оди си, излегувај! Оваа куќа е моја. Леле, ученици, како вака? Што мислите? Како му е сега на зајко? Зајачето заплакало и излегло од својата кукичка. Одело по патот и плачало. Го сретнало кучето. Кучето го прашало зајачето: зошто плачеш, зајаче? А зајачето тажно и му рекло: како да не плачам? Имав дрвена кукичка, а лиса од мраз. Ме замоли лиса да ја пуштам внатре да преноќева. Јас ја пуштив, а таа кога влезе, ме истера од мојата кукичка.
Не плачи, зајаче, јас веднаш ќе ја избркам. Не, не ќе можеш да ја избркаш. Ке видиш, јас ќе ја избркам. Дошло кучето до кукичката и почнало да лае. Аф, аф, аф! Излегувај, лисо! Надвор од кукичката на зајачето. Што мислите? Дали ќе ја уплаши? Дали лиска ќе излезе? А лисицата одвнатре му одговорила. Не ми викај, не ме лути! Ако станам, ни влакно нема да ти остане на кожата. Кучето се исплашило и избегало во шумата. Зајачето продолжило да плаче. На патот го сретнала мечката и го прашала. Зошто плачеш, зајаче? Како да не плачам? И одговорило зајачето. Имав дрвена кукичка, а лиса од мраз ме замоли лиса да ја пуштам внатре да преноќева. Јас ја пуштив, а таа кога влезе, ме истера од мојата кукичка. Не плачи, зајаче, јас веднаш ќе ја избркам. Не, не ќе можеш да ја избркаш. Кучето ја бркаше, но не можеше да ја избрка. Не ќе можеш ни ти. Ке видиш, јас ќе ја избркам. Ајде да видиме, што мислите? Дали мечката ќе ја исплаши лисицата? Дошла до кукичката и мечката силно замумлала. Излегувај од кукичката на зајачето! Веднаш да си излегла! А лисицата одвнатре и одговорила на мечката. Не ми викај, не ме лути! Оти ако станам, ни влакно нема да ти остане на кожата. Мечката се исплашила и побегнала. Зајачето пак останало само. Седнало пред кукичката и натажено размислувало. Одеднаш се чула. Кукурегу! Тоа било петлето со коса на рамото. Ја гледате ли, ученици, косата? Еве ваква коса. Зошто плачеш, зајаче? Ајде да видиме што му одговорило зајачето. Дали запомтивте? Како да не плачам? Имав дрвена кукичка, а лиса од мраз ме замоли лиса да ја пуштам внатре да преноќева. Јас ја пуштив, а таа кога влезе, ме истера од мојата кукичка. Ах, таа лиса! Смири се, не плачи, зајаче. Јас веднаш ќе ја истерам. Не ќе можеш да ја избркаш. Кучето ја бркаше, не ја избрка. Мечката ја бркаше, но и таа не можеше да ја избрка. Не ќе можеш ни ти. Јас ќе ја избркам. Ке видиш. Што мислите? Дали едно петле ќе успее да ја избрка лисицата? Па нели лисиците јадеа кокошки и петлиња? Како бре ова петле ќе ја брка лисицата? Ајде да видиме. Кога се доближало до кукичката, петлето почнало да удира со нозете, да плеска со крилјата. Силно извикало. Кукурегу! Јас на рамо коса носам. Тебе, лисо, ке те косам! Лисицата се исплашила и рекла. Сега, само да ги облечам чевлите. Петлето уште посилно извикало. Кукурегу! Јас на рамо коса носам. Тебе, лисо, ке те косам. Излегувај, лисо, надвор. А лисицата одговорила. Сега, само да го облечам кожовчето. Петлето извикало уште посилно. Кукурегу! Јас на рамо коса носам. Тебе, лисо, ке те косам. Лисицата се исплашила, скокнала од прозорецот и избегала далеку во шумата. И така зајачето и петлето останале да живеат заедно во кукичката. Дали ви се допадна приказната?
Знам дека ви се допадна. И сега малку ќе поразговараме за неа. Ќе одговарате на следните прашања, и тоа со целосни одговори. Кои се главни ликови во приказната? Главни ликови во приказната се три главни ликови. А кои други ликови се појавуваат во приказната? Така е. Други ликови кои што се појавуваат во приказната се кои? Кучето и мечката. Што се договориле лисицата и зајачето на почетокот на приказната? Се сеќавате? Лисицата и зајачето се договориле и сам ќе продолжиш натаму. Што се случило кога дошла пролетта? Што направила лисицата кога останала без куќа? Како вие ја цените постапката на лисицата? Дали ова е добра работа? Дали ова е добра постапка? Па секако дека не е. Многу лоша постапка е тоа. Како се чувствувало зајачето од низината постапка? Секој би се чувствувал многу лошо. А што мислите, зошто лисицата вака му направила на зајачето? А зошто се исплашило зајачето и веднаш излегло од куќата? Може би затоа што е помало? Се исплашило од лисицата? Кој се обидел да ја избрака лисицата од кукичката? А кој успеал да ја избрака лисицата од кукичката на зајачето? И што е овде чудно? Што едно петле, многу помало од кучето и од мечката, успеало да ја избрака лисицата. Што е пораката од оваа приказна? Никогаш да не бидеме лоши и злобни. Да бидеме добри другари со нашите соседи и со нашите пријатели. Не да се однесуваме како лисицата. Тоа се лоши постапки. И многу важно во оваа приказна е тоа што најмалото животно, петлето, успеало да ја избрака лисицата, да ја исплаши. Но дали со сила? Не, туку со ум. Се досетило петлето како да ја исплаши лисицата. Знаете вие дека лисиците јадат петлиња и кокошки, а во оваа приказна токму петлето успеа да ја надитри, да ја надмудри лисицата, затоа што зема коса. Со косата и се закани на лисицата. Значи не е се во силата и големината, туку е во паметот. Ако сме мудри и паметни, секогаш ќе најдеме добро решение. И најважното од се е да не бидеме лоши и подли како лисицата. Треба да бидеме добри и фер другари. А сега, твојата задача, што ќе ја завршиш во својата тетрадка, е да ги илустрираш главните ликови од оваа приказна. Значи да ги нацрташ зајачето, лисицата и петлето. Ти благодарам на вниманието.